Политичките бранувања помеѓу власта и опозицијата се повеќе го блокираат функционирањето на државата во сите нејзини сегменти, поради што најтешките последици ги трпат граѓаните. Според опозицијата и според анкетите кои го сублимираат расположението на граѓаните, изборите се повеќе се наметнуваат како неминавност, иако власта со сите сили се бори да протурка уставни и други политики. Што ќе се случи летово, а особено на есен, никој не може со сигурност да каже. Дури и до вчерашниот коалицијски партнер на СДСМ и ДУИ, Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, смета дека единствен компромис за државата е одржување на парламентарни избори во септември, кои би били излез од сегашната контрапродуктивна состојба. Меѓутоа, тој компромис зависи од СДСМ и ДУИ, чија главна цел според Трајанов е да останат на власт уште неколку месеци по цена и на целосен колапс на државата. Демократскиот сојуз предлага договор за стратешки цели и коренити реформи во правосудниот систем, владење на правото, борбата против криминалот и департизацијата на сите институции, донесување нов устав ослободен од бадентер, балансер и други решенија кои задушуваат демократијата и развојот на државата. По изборите веднаш формирање коалицијска влада составена од сите партии застапени во собранието, со тоа што премиерот да го предложи партијата кој ќе има најголем број пратеници. Оптимизмот на министерот за економија Крешник Бектеши дека до и на наредните парламентарни избори може да биде втора партија по освоени гласови за политичките кругови сигурно е изненадување, но ако се имаат во предвид некои бројки од последната изборна кампања па и во тројката, тогаш прогнозата и не е така наивна и вреди да се размисли околу неа, особено од страна на македонските партии.